Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Тетовските советници расправаа за точки од областа на урбанизмот, социјалната заштита, отпадот и слично. Приведен 46-годишник кој со своето возило неколку пати удрил во друг автомобил, пошто возачот се здобил со повреди. Професионалец на Душан Ковачевиќ во режија на Саше Серафимовски пред тетовската публика ќе биде прикажана утре во 20 часот. Шеснаесетта седница на Советот на општина Тетово. Советниците расправаа за точки од областа на урбанизмот, социјалната заштита, отпадот и слично. На денешната 16-та поред седница на сегашниот состав на Тетовскиот совет на дневен ред се најдоа 18 точки и една дополнителна. Советниците расправаа за детални урбанистички планови, со кои се предвидува рушење на бесправно изградени објекти, стратешки план за локален економски развој, за формирање социјален совет и слично. Едната точка е предлог одлука за спроведување на детален урбанистички план за делови од БУ 34, 52 и 37, каде е предвидено да се отстранат сите објекти изградени без дозвола и да се ослободат узурпираните простори. Но тие места врз основа на урбанистички план е предвидено да се изгради парк и зелена површина за спортски активности и рекреација. Исто така донесено е решение за промена на комплетирање на правилникот кај јавниот предпријатија паркингу по кој што досега имало 3 правилници и од денеска ќе има само еден правилник. Значи кога ќе се гласи на советот на предпријатието кое ќе стапи во сила по одобрувањето. Се одобрува стратешкиот план за локален економски развој на општина Тетово за периодот 2023 година до 2027 година, која опфаќа основата на дејствувањето на општина за следните 4 години, која е направена врз основа на различни анкети реализирани со советниците, општинската администрација, приватните трговски друштва, невладините организации и така натаму, извините. Главните цели на овој план се главните работи кои треба да ги прави општината е унапредување на просторното планирање и инфраструктура, заштита на животна средина и природа, унапредување на економскиот развој, туризмот и земјоделството, поддршка и развој на образование, култура, спортот, унапредување на социјалниот развој и вклучување на ранливите категории. Од советничката група на ДУ излегоа со реакција за точката со која се предвидува поголеми ингеренции во паркирањето во Тетово, која потоа беше тргната од дневен ред за да се доработи. Тие се и против промената на висината на општинските такси. Општината се обидува да ги зголеми ингеренциите на општинското јавно предпријатие паркинг во однос на отстранување на возилата од подрачјата надвор од зонските паркинзи. Тоа е надлежност на полицијата и со овој чин сметаме дека градоначалникот во недостиг на визија за решавање на сообраќајниот хаос со вакви начини на изнуда на граѓаните преку возилото пајак, како народот го нарекува, со вакви начини, значи, за да ги услови граѓаните во различни делови на градот. Единствена причина зошто тоа се прави е изнуда на граѓаните, при што придобивките од овој чин ќе одат во джепот на роднините на председателот на општината, кои се собственици на фирмите кои добијаат тендерот за оваа проблематика. Доаѓањето на нашите иселеници е главната причина поради која градоначалникот на општината се обидува на ваков чекор да ја наполни касата преку казните што ќе ги изрече на иселениците. Реагиравме и за промената на висината на општинските такси. Сите сме свесни дека со доаѓањето на Билјалка Сами на чело на општината Тетово поскапија фактурите за вода, за канализација и за отпад. Но поскапуваат и општинските давачки. Седницата траеше со часови.
Реновирањето на оделението за педиатрија во Гостиварската болница и отварањето на новиот ургентен центар за триажа во Тетово се дел од реализираните проекти на Министерот за здравство Фатмир Меджити, кој денес пред јавноста даде отчет за сработеното од неговото доаѓање на чело на Министерството. Реализиравме покачување на плати и за прв пат беа покачени платите на сите вработени, односно лекари, сестри, болничари, лаборанти, хигиеничари од 2000 до 3000 денари и реализиравме и покачување на надоместок за дежурствата од 125% до 166%. Реализиравме реновирање на Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија во соработка со Американската амбасада. Реализиравме реновирање на Центарот за диабетес и одделот на Универзитетската клиника за ендокринологија. Реализиравме реновирање на клиниката за токсикологија. Реализиравме реновирање на оддел за педиатрија во Општа болница Гостивар. За прв пат клиничката болница Тетово се здоби со нов ургентен центар за триажа на пациенти по европски стандарди. Со ова го унапредуваме квалитетот за грижа на пациентите во Тетово и во регионот. Овозможивме отварање на нов центар за црн дроб, ординација за подготовка на пациентите за трансплантација, како и постоперативно следење на трансплантираните пациенти, која е снабдена и со фиброскен и ехоапарат со еластограф. Со ова придонесуваме во рана диагноза на малигните заболувања. Донесовме нов правилник за ажурирање на позитивната листа и креиравме комисија за ажурирање на позитивната листа. Листата не била ажурирана од 2015 година. Со ова се трудиме пациентите да имат поголема достапност до лековите и да го намалиме процентот на лекови за кои тие самите плаќат. Работиме во насока на дигитализација на здравствените услуги и за тоа сведочат мобилната апликација Моје здравје, веб платформата и е-здравството и електронското поднесување на барање за електронски извод од матична книга на родените Добродојде бебе. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски со своје обраќање учествуваше на конференцијата за одржливо управување со миграцијата во Западен Балкан, каде што истакна дека добрата соработка со земјите од регионот и партнерите од Европската Унија е клуч за успех на полето на нелегалната миграција. Имено ефективното управување со границите, спречувањето на кријумчарењето на мигрантите долж Западно-Балканската рута е еден од главните приоритети на МВР на Северна Македонија. Кријумчарењето на мигрантите изминатата година беше актуелна закана. Поради притисокот од илегалните преминувања, кој е присутен на границите од страна на лица од земјите од Блискиот Исток, Азија и Африка. Поврзаноста помеѓу Источно-Медитеранската рута и Западен Балкан предизвикува висок ризик, бидејќи Турција и Грција се уште бројат голем број на мигранти на своите територии. Со цел зајакнување на соработката со земјите од Европската Унија, особено со земјите од регионот во сузбивањето на организирани криминални групи со меѓународен карактер. Министерството за внатрешни работи учествува во работната група на Западен Балкан во неколку аналитички работни досиеа на Европол, како и во специјална работна група за сузбивање кријумчарење мигранти на Интерпол. Дополнително оваа година националната единица е Солидар заедно со Шпанија во оперативната активност за сузбивање кријумчарење на кубански и индиски државјани, а учествува и во оперативните акцијски планови на ЕМПАКТ за 2022 и 2023 година за кријумчарење мигранти. Кога станува збор за работење кон холистички пристап за управување со враќањето, сакам да нагласам дека механизмите за одржливо враќање и реинтеграција на лицата во нивните земји на потекло се важни аспекти од управувањето со миграцијата и во исто време области каде се соочуваме со најсериозните предизвици, особено заради неможноста дел од нелегалните мигранти ефикасно да се вратат во нивните земји на потекло. Недостатокот на договори за реадмисија, подпишани со релевантни земји на потекло, како и неможноста да се утврди нивниот идентитет и по официјален пат,
да се извршат соодветни проверки со надлежните служби во нивните матични земји, останува еден од главните проблеми со кои се соочуваме. Оттука се јавува и потребата за идентификација на нелегалните мигранти, како прв и најважен чекор во процесот на враќање, кој треба да биде проследен со регистрација, за да се има подобар преглед на миграцијските движења. Од друга страна пак, стапката на успешно враќање многу зависи од нивото на соработка со земјите од регионот. Во тоа светло Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија прави напори за склучување на договори за реадмисија со земјите на потекло, а врз основа на профилите на нелегални мигранти кои влегуваат во Северна Македонија, во изминатите неколку години Бангладеш и Пакистан се приоритетните земји на потекло за властите во земјата во контекст на враќањето. Во продолжение следуваат информациите од најновиот билтен на СВР Тетова. Вчера во 21 часот и 5 минути полициски службеници од СВР Тетова лишиле од слобода 46 годишникот Тетовско Желино околу 19 часот и 30 минути на булевар Маршал Тито во Тетова. Тој со своето возило Fiat Punto неколку пати удрил во возило Opel Astra со тетовски регистарски ознаки, кое го управувал 30 годишникот Тетова, при што со повреди се здобило едно лице, констатирани во клиничката болница Тетова. 46 годишникот бил задржан во полициска станица и по документирање на случајот против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера на улица 176 во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово привеле 20 годишникот Тетово, затоа што кај него бил пронајден и одземен нож. По документирање на случајот против него ќе биде изготвен соодветен поднесок по член 80 од Законот за оружје. Вчера на граничниот премин Јажинце, полициски службеници привеле 20 годишничка од Република Албанија поради нерегулиран престој во Република Северна Македонија. Таа била задржана во СВР Тетово за понатамошна постапка. Вчера во 12 часот и 50 минути во оделението за внатрешни работи Гостивар, 39 годишникот Гостивар пријавил дека околу 30 минути по полноќ на улица Боге Велјановски по кратка расправија бил физички нападнат од неговиот сосед кој употребил и тврд предмет, пошто му го оштетил возилото. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следи и соодветен поднесок. Вчера во 17 часот и 30 минути во оделението за внатрешни работи Гостивар, 31 годишникот Гостивар пријавил дека на работното место во асфалтна база на магистрален пат Гостивар Кичево бил каснат од куче скитник. Вчера на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акцијска контрола за санкционирање на прекршоците кои ги прават возачите на мотоцикли. При контролата биле санкционирани вкупно 33 прекршоци. Вчера во периодот од 10 до 15 часот на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акцијска контрола за санкционирање на прекршоците кои ги чинат возачите на мотоцикли. При тоа биле санкционирани 33 прекршоци. 30 во Тетово и 3 во Гостивар, од кои поголемиот број биле за некористење на заштитен шлем кацига при возење, и тоа 18 возачи, додека во текот на минатиот месец за овој прекршок биле констатирани и санкционирани 53 прекршоци. На прекршителите им биле изготвени соодветни платни налози, додека 5 мотоциклисти биле исклучени од сообраќај. Исто така во текот на оваа акцијска контрола биле констатирани и 10 други видови прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел до мотоциклистите да ги почитуваат законските правила и прописи во сообраќајот, поради тоа што скоро секоја сообраќајна незгода на подрачјето на СВР Тетово, каде учесник е мотоцикл, завршила со потешки последици, а неретко и со жртви. Затоа возачите да бидат совесни и да придонесат за нивната безбедност и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, дополнуваат од СВР Тетово. Едно од најголемите дела на Душан Ковачевиќ, професионалец, ќе биде прикажана на сцената во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово. Премиерата на оваа урнебесна тажна комедија во режија на Саше Серафимовски е закажана за утре, 9 јуни во 20 часот. Актерската игра ќе биде збогатена со визуелен и аудио дизајн.
Значи на 9 јуни, петок, со почеток во 20 часот, ќе се одигра една од најголемите и најкултни представи на српскиот автор и режисер Душан Ковачевиќ на сцената на Центарот за култура. Зошто овој текст? Текстот на Ковачевиќ прави одлична аналогија на времето од кога е напишан до ден денешен. Значи, повеќе од 40 години како е создаден овој текст во еден друг систем, гледаме дека тој систем е на некој начин ископиран и во овој денешниот преку она флоскула демократија. Како тоа би функционирало, мислам дека Ковачевиќ го има исклучително добро тоа напишано. Зошто? Затоа што е безвременски. Значи нема временска рамка кога би можеле да го играте овој текст. Значи може да го играте сега, по 10 години, небитно е кога текстот на Душан Ковачевиќ е, односно текстовите генерално на Душан Ковачевиќ се секогаш актуелни. Зошто се одлучивме на овој текст? Сметаме дека Тетово од време на време треба да види сериозна драма, треба да види квалитетна драма и треба да види драма од познати автори. Сега, тетовската публика дали ќе види политичко дело врз основа на сатира, дали ќе види дело кое што и ги смејува општествените појави, дали ќе види дело кое што ги смејува ликовите кои сакаат да работат работи кои што не им се работа. Улогата на Мирослав Кокањец во оваа представа професионалец е да го каже она што многу малку луѓе се осмелувале да го кажат и да објасни дека и покрај тоа што денеска живееме во едно време што ние го нарекуваме демократија, а претходно во системот сметавме дека е еднопартиски систем, работите не се многу променети, затоа што и тогаш без нечие знаење не си можел да дојдеш на некое повисоко работно место, а за жал и денес го играм ликот на Весна, секретарката, споредна улога, покрај овие двајца, нели, мојата улога е помала. Меѓутоа, сепак клучна, заради тоа што и нели секретарка или тајница, сепак има некои тајни кои што само она ги држи во своји раце, кои што на крај ќе се отворат, нели, ќе се отвори тој момент, меѓутоа, да, и публиката малку ќе ја држиме во неизвестност за сите тие работи. И се надевам дека ќе уживаат тие од другата страна на сцената, заради тоа што храброст е да се постави едно вакво дело на Душан Ковачевиќ, да речам ремек дело, а таа храброст ја има секако режисерот Саша Серафимовски.
Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.